Почитувани, добра вечер, добре дојдовте во отвореното студио на телевизија 24. Како што најавивме, вечерва со нас во студиото се председатели на две политички партии, условно кажано помали политички партии, кои действуваат на спротивната страна на политичкиот спектар. Тука со нас вечерва се Стојан Ангелов од партијата Достоинство. Добро вечер. Добра вечер. И господинот Јанко Бачев од Единствена Македонија и коалицијата Никогаш Северна, само Македонија. Така настапувате на избори, нели? Така. Да. Добро вечер. Почнуваме со она што е најактуелно, тоа е евентуално датум за избори, за она што најмногу се зборува, ке има избори, ке нема. Ги знаеме од прилика ставовите. Господине Бачев, вие не сте били одамна кај нас, да почнеме со вас веднаш. Од прилика сега последниот датум за кој најмногу се шпекулира или за кој неофицијално се зборува е 5 јули. Околу кој можеби партиите би успеале да се договорат. Како на вас ви личи работата? Ќе одиме ли на избори сега или после, од прилика кога ќе помине летот? Па еве, јас на почетокот најпрви дозволете ми да се заблагодарам на телевизија 24 што ме повика вечерва и на свој виден начин го скрши мразот, бидејќи јавноста еве запозната е, јас сум можеби единствениот председател на партија во изминатите 30 години, внимавајте добро, со официјална забрана за настап на телевизиите од октомври месец 2018 година. Значи ова е моје гостување после 18 месеци на еден телевизиски медиум. Сега што се однесува до прашањето, за мене лично Единствена Македонија и коалицијата Никогаш Северна, само Македонија не е воопшто битен датумот кога ќе се одржат изборите, дали ќе бидат во јуни, дали во септември или ќе бидат во декември. Ние значи не ја гледаме формата, него ја гледаме суштината. А за нас суштината е дека мора после 30 години да се разбие овој двопартиски систем и во државата да дојдат едни честни и честити политичари со силен национален и патриотски дух кои што ќе ја вратат државата на изворните илинденски јасновски принципи, бидејќи еве ние сите гледаме што се случи со државата, распродадени се националните интереси, избришено е се што е македонско. Така да во таа насока ние воопшто не се оптеретуваме кога ќе бидат изборите. Ние како Единствена Македонија и како коалиција Никогаш Северна, само Македонија сме спремни за изборите. Оти патем нели беше најавено уште на 12 април дека ќе бидат изборите. Значи сега е битно, суштествено, значи да се разбие тој двопартизам и да се воспостави системот на функционирање во државата во кој што граѓаните, целиот македонски народ ќе ја препознае таа слика, бидејќи ние во изминатите 30 години гледате имаме две партии. Тоа во суштина не се две партии. ВМРО ДПМНЕ и СДСМ. Ние ги нарекуваме погреб за Македонија. Тоа се две страни на една иста партија, контролирани од ист странски центар. Така што значи нашата борба е сега насочена против нив. Да го разбиеме тој двопартизам, бидејќи во изминатите 30 години гледате тие само лажат, крадат и растураат државата и се партии кои што во најголем дел се водени од луѓе со изгубено национално чувство. Така да значи во таа насока сега во однос на причините они што ги кажуваат во јавноста, ВМРО ДПМНЕ и СДСМ, тука сакам да кажам дека тоа е една голема лага, една забава што му е прават на народот, како ептен се загрижени за здравјето на луѓето, а во суштина они тргнуваат од нивните, така да кажам, внатрешно партиски интереси во таа борба. Еве сега да кажеме, на Заев му одговара избори да има што побргу, бидејќи во една таква ситуација, кога изборите ќе бидат со маски, со ракавици, со големи редици, со менување пенкала, со миени раци на избирачките места, јасно е дека најголем дел од неопределените гласачи, што е и за нас лошо, бидејќи ние типуваме токму на тие гласачи, значи во најголем случај тие можеби ќе абстинираат. Од сега на човек кога ќе му кажеш дека треба да оди на оружен таму со маски, со ракавици, потсвесно му доаѓа дека може да се зарази на тоа избирачко место и ако треба да бира меѓу здравјето и гласањето, ќе го одбере здравјето. Али ние веруваме силно сега дека македонскиот народ ќе се надмене што помасовно ќе излезе, а од друга страна пак ВМРО ДПМНЕ некои нивни внатрешни математики им кажуваат дека сега не им одговара брзи избори. Најверојатно тие рейтинзи, тие анкети што ги прават, така да значи они калкулираат со внатрешни партиски интереси. Тоа е лага дека се загрижени за здравјето на луѓето и од тој аспект земено ние веруваме дека народот овој пат масовно ќе излезе тие неопределени гласачи, бидејќи при таа мала излезност Заев е јасно, ќе обезбеди каква таква излезност. Насила ќе изнесе администрацијата, социјална помош. Еве сега гледате денови ги фаќаат како прават класичен подкуп на гласачите и така да во таа насока значи за нас не е битен датумот. Битно е значи после 30 години да го разбиеме тој двопартиски систем и јас верувам дека народот овој пат нема да сгреши. Да. Добро, господине Ангелов, кажа господинот Бачев еве неколку тези. Време е да се разбие како што вели двопартизмот, време е да се
смени оваа влада, колку што можам да разберам, кога ја ги распродава националните интереси? Согласно со него, не е време да се разбие двопартизмот, туку е доцна. Тоа требаше многу одамна да се направи во Македонија. Овде има целосна подршка од мене. Јас сметам дека двете неголеми партии треба да бидат развластени и треба да и се даде шанса на малите партии да влезат во собранието. Собранието да не биде црно-бело, да биде малку колоритно шарено, но за да се случи такво нешто, основен предуслов е промена на изборниот законник, кој што во овој момент со поделбата на Македонија на 6 изборни единици ги фаворизира двете големи партии, односно двете големи коалиции. Малите партии, вклучително и партијата на господинот Бачев, имат голем предизвик, тежок проблем и многу тешко ќе освојат пратеник, затоа што тешко се концентрират десетини илјади гласови во една изборна единица, нешто на што јас како претседател на Достоинство, партија која што два пати самостојно излезе и освои по 9000 гласови, сум сведок и еднаш заедно со Љупчо и со Љубе Бошковски, кога освоивме 26.000 гласови, а ниту еден пратеник. Од страна на СДСМ, иако со задоснување се покажа добра волја да се промени изборниот закон и некаде пред 7-8 месеци имаше еден обид за негова смена, за жал од страна на ВМРО ДПМН, од страна на ДУИ, тоа беше блокирано со повеќе поднесување на многу амандмани. Тоа е околу таа двопартиска состојба во Македонија, но господинот Бачев кажа многу тешки зборови за двете големи коалиции. Можеби во коалициите постоеле или постојат одредени лица кои што се криминогени, кои што направиле одредени недозволиви дела, но не може туку така со леснотија да ги валкат целите коалиции, во кои што јас верувам големото мнозинство се честни, трудолюбиви луѓе кои што си ја работат својата работа најдобро што знаат. Што се однесува околу тврдењето дека здравјето на двете големи партии, овде конкретно се работи за ВМРО ДПМН, бидејќи ВМРО ДПМН се повикуваат пред се здравјето на граѓаните, а потоа изборите, се согласувам со него дека воопшто никому не му гале за здравјето на граѓаните. Корона, односно COVID-19 има сега, ќе има и во јули, ќе има и во септември, и тоа е како скок во ладна вода, ние како држава тоа мора да го направиме и верувам дека барањето за одлагање, односно за избори во септември, е само тактички, односно стратегиски потек на ВМРО ДПМН да си ја подобри состојбата кај гласачкото тело, бидејќи верувам дека сега власта, како што впрочем во целиот регион, е во предност пред опозицијата после борбата со ковидот. Добро, За подкупот на гласачи само би сакал да кажам дека дали тоа значи, за да не биде протолкувано во јавноста дека имаме подкуп на гласачи, дека на луѓето кои што имат проблем не треба да и се помага. Сега било каква помош насочена кон ранливите категории на граѓани, секој може да ја категоризира како подкуп на гласачи. Дали треба тие луѓе да ги оставиме на милост и немилост на оваа состојба, особено ако имаме во предвид дека има луѓе кои што навистина не може да се прехранат. Господине Бачев, ова што го велите во однос на предавството на националните интереси, тоа мислам дека се подразбира веќе веднаш под името на вашата коалиција се подразбира што сакате да кажете, никогаш Северна само Македонија, но ако ја прашате власта, верувам и господинот Ангелов, можеби ќе ме демантира, не знам, тие велат дека напротив, националните интереси не се продадени, ниту погазани, ниту намалени, туку напротив зголемени. Со подпишувањето на Преспанскиот договор, со влегувањето во НАТО, со договорот со Бугарија дека е зацврстен македонскиот идентитет. Вака сега, значи, работите може да се гледат од аспект кој што опфаќа под категоријата национален и државен интерес. Ако на вас сега, како нас, како македонци, ни е избришено името, идентитетот, историјата и традицијата на македонскиот народ, значи, тука се поставува прашањето како ние ќе функционираме понатака во Европа. Гледате во Европа, ако ги земете уставите на сите современи држави во Европа, во член 1 таму ќе видите дека сите тие држави стои референцата за национален народ. И понатаму се наведува дека ќе се гарантира положбата на сите малцинства според меѓународното право. Ние сега тука веќе се доведовме во една ситуација во која што како македонци веќе сме доведени дури како граѓани од втор ред. Значи, гледате, не функционираат институциите, функционираат само законите, се почитуваат веќе само за албанците, а не и за македонците. Гледате и последните два примери. Излегува Оливер Спасовски, техничкиот премиер, се сили на телевизија, вика државата е најсилна од секој поединец, од секој функционер. Во очи му се смее Реисот, овој Реджеп, вика... Каде е денес Реисот, да ве прашам? Вика, како? Каде е денес Реисот?
Знаете дека осменија? Не само да се, па сега не го менуваат веќе со години. Државата нема играчка. Не вака сега, државата не може да го смени рейсот. Тоа е сега, значи, Со случајно го сменија денес. абе него го менуваат веќе со години. Имаше Денес дефинитивно го и сменија. излегува вика на отворена сцена, вика што сака Спасовски нека зборува, џемиите ќе бидат отворени. И факт беа отворени. Излегува Спасовски, вика државата е најсилна, овој градоначалникот на Струга Мерко му се смее. Вика дојди паруши ги, вика ти во град бите во Струга, па ќе видиме. Тука вика ние ќе ти кажеме, а не владата што да зборува. Значи тие ги наметнуваме како примери дека Зошто ги потенцирате да речеме само албанците? Што е со литијата во Струга масовно да речеме? таа литијата што беше во Струга се дигна голема галама и кажа власта дека ќе преземе мерки. И овој Бидејќи таму имавме иста масовност, колку што можевме да видиме. И владата рече дека еве сега слушаме дека имало поднесено тие постапки против луѓето. Значи примерот ми беше во контекст дека ние веќе како македонци сме донесени во една ситуација да бидеме граѓани од втор ред. Гледате со ова што се избрише, еве нека не излезе и во НАТО. Дури ни Северна Македонија не ја спомнуваат во тие апликации таму за работа. Така да ова сега што е направено во Македонија тоа е едно страшно национално злосторство. Сега среќа во несреќа е што владата тоа што го кажува, еве Заев секој ден со неговите странски ментори, овие западни амбасади, секојдневно викаат дека договорот е завршена работа со Грција, дека е непроменлив, дека никој не може веќе да го смени. Тука сакам сега на народот да му кажам да заборави, тоа е една голема лага. Значи договорот е ништовен, има процедура како тоа да се направи, има постапка. Еве јас вечерва прв пат можам да кажам за Преспанскиот. за Преспанскиот, да. Значи има процедура, има постапка како тоа може да се понешти, значи само треба да дојде една идна власт која ќе што има желба, која ќе што има волја тоа да го направи. Затоа што и ние нашите основни определби се токму во таа насока. Значи тој договор мора да се поништи како спротивен на меѓународното право, а особено штетен за националните и државните интереси. Вие велите власта велела дека се затврстува идентитет. Во која смисла се затврстува? Па се е избришено со тој договор. Па не знам, еве господин Ангелов ќе не каже. Не знам со тоа, не знам дали е тој ставот. Вие рековте дека нашето име е избришено, Так. нашето име не е избришено. Нашето име е се уште Македонија, барем именката Македонија постои. Со тоа што пред именката имаме географска одредница Северна и пред неја имаме република која што го означува уставното уредување. Верувам дека господинот Јанко Бачев ќе се согласи со мене дека нашата држава, која што формално се нарекува Република Северна Македонија, се наоѓа на дел од територијата на Македонија. Сите знаеме дека Македонија е многу поголема од парчето земја на кое што денес се наоѓа нашата држава. Македонија се наоѓа и во Северна Грција, или како што ние си ја викаме нашата Егејска Македонија или Беломорска Македонија, а Грција го нарекува регион Македонија. Сите знаеме дека Македонија има и на исток, тоа е Пиринска Македонија, во која што исто така до ден денес живеат македонци. Така што не гледам дека ќе се случи нешто некаква катаклизма за нас македонците и за нашата држава со тоа што е додадена придавката Северна, која што само конкретизира дека се работи за северниот дел на територијата Македонија. Може би после неколку години, кога ќе слегнат страстите, ќе видите дека токму од овој момент може да извлечеме и некои позитивни конотации, затоа што ако има Северна Македонија, треба да има и Јужна Македонија. Ако има македонци кои што живеат во Северна Македонија, има македонци кои што живеат во Јужна Македонија. Грците, иако сака да го земат нашиот идентитет македонски и Македонија, тие никогаш нема да се наречат македонци, тие секој пат ќе се кажуваат грци, така што ова е една широка област за која што може една посебна емисија да се направи. Од друга страна, единствен начин за нашата држава да влезе во НАТО и да ги започне преговорите со Европската унија беше промена на државното име, зборувам на композитното државно име. И затоа мораше да се проголта таа горчлива таблета, а сите знаеме дека секој лек истовремено и отров, едно лече, друго расипува. Ќе се напиеме таблета против главоболка, може да не заболе желудникот. Ние моравме да го проголтаме тоа апче со договорот од Преспа, со договорот со Грција. Сметам дека сепак нашиот идентитет е бетониран, иако многумина ова го земат на посмев, затоа што ние сме македонци од Северна Македонија, но сепак сме македонци кои што зборуваат на македонски јазик. Грција, за разлика од Бугарија, е многу помокна држава во Европската унија и воопшто во светски рамки, има многу појаки конекции со Соединетите Американски држави и едноставно беше во ситуација да не оценува. Бугарија сметам дека е во поинаква ситуација, како прво Бугарија смета дека ние сме дел од нивната романтична историја, се емотивни на Македонија и не се очекувам дека нема да отидат понатаму со вето на нашиот пат кон Европската унија, но факт е дека денес нашата држава е членка на НАТО,
Господинот Бачев знае што значи тоа. На прво место значи безбедност, на второ место економија. Безбедност пред се од внатре. Македонија имаше опасност од внатре, од албанските екстремисти, кои што за среќа нивниот број се намалува, но кои што ни направија една војна и кои што се обидува да ни направат друга војна во диво населје, за среќа наша не успеаја, благодарение на зголемената свест кај македонските граѓани и кај македонците и кај албанците, но веќе нема плодно тло за хранење на албанските екстремисти, затоа што влезот во НАТО и дава безбедност на државата. Не верувам дека може да се распадне држава која што е дел од НАТО, со тоа ќе стивнат тие велико албански аспирации, сонот за голема Албанија мислам дека веќе е издишан и за некое време ова целото ќе остане зад нас. Влезот во Европската унија ќе биде долг и мачен процес. Ние и додека зборувавме во последните 2 години, јас никогаш не викав дека ние брзопотезно ќе влеземе во Европската унија. Тоа можеби ќе трае десетина години, можеби неколку децении. Ако гледам од историски аспект, за една држава неколку децении не значат ништо, но сепак се надевам дека во рамка од 10-15 години ќе станеме полноправна членка, затоа што во 22 век, 21 век се извинувам, во 2020 година, некоја држава да ви брани да се нарекувате така како што се чувствувате е абсурд и мислам дека притисокот од меѓународната заедница кон Бугарија ќе биде голем и дека нема да имаме блокада на нашиот влез во Европската унија. Ќе го видиме тоа. Господин Бачев, ова што го кажува господин Ангелов за влезот во НАТО, тоа е најсилниот адут на власта кога зборуваат во однос на Преспанскиот договор. Кажете ми што е вашиот став на вашата партија или коалиција воопшто за влегувањето во НАТО? Дали е тоа добро или лошо за вас? Сега Го сметате ли за предност воопшто? не, Македонија воопшто немаше потреба да прави такви отстапки за да влегува во НАТО, а нема потреба да влегува во НАТО и суштински, бидејќи таа е една геноцидна организација. Гледате, не светот убива милиони луѓе, предизвикува војни согласно тие нивните интереси и дека улогата на НАТО веќе ја спори самиот американски претседател, кој што сам кажува дека време е американските војници да се вратат дома, нема потреба по светот да бранат туги држави и дека треба светот во иднина да се застава на патриотизмот и на националните држави. Така што, значи, ова е целосно промашен потек за Македонија, а ова што околу договорот, јас сега Стојанче као соговорник не му е добро познат, тој не е негова бранша договорот, значи со тој договор буквално се брише се. И име, и идентитет, и историја, и традиција, и дури се става граница, замислете сега, меѓу природната врска со македонци и македонци. Македонците во Егејска Македонија и македонците тука што сме ние тукашни. Тој членот 7 таму јасно кажува дека тие се едни, овие се други. Тие се со една историја, култура и традиција, овие се со друга традиција, историја и култура. И најжалосно е сега, и со пример да го подкрепам тоа, за жал иронијата, судбината се струши токму врз подписникот, врз Никола Димитров. Сега замислете, татко му е роден на Никола Димитров, Димитар Димитров е роден во Егејска Македонија. Овој Никола Димитров е роден во Македонија. И сега замисле со договорот тие татко и син не се исти повеќе. Значи одат против природата и природните законитости. Ајде да оставиме формално правната страна на договорот што е спротивен на меѓународното право. Значи одат толку безобразно против природата, значи татко и син веќе не се исти со тој договор. Бидејќи дека хартија трпи се. Кога ќе влеземе во Европската унија, но и сега со постепеното приближување, конекциите помеѓу македонците од Република Северна Македонија, од нашата држава, и од Македонија, Беломорска Македонија или Северна Грција, конекциите ќе бидат многу посилни. Ние ќе можеме непречено да патуваме во егејскиот дел на Македонија, можеби ќе се склучуваат бракови, на тој начин и јазикот подобро ќе го зачуват, културата. Јас верувам дека влезот во Европската унија ќе се одрази многу позитивно врз македонштината. Ако не се растури за тие 10-15 години што велите... Нас турците 550 години што се ни правеле, па ние останавме не, викате од Европската унија... Од викате за 10-15 години ќе влеземе... Јас се сомневам дека ќе се растури. Видете вака, ова... НАТО, вие нарековте фактички онај како што нарекува србите злочиначка организација. Добро се, не македонски зборуваме. Геноцидна организација, не само сакав да се пошегувам, но НАТО ќе опстои и ние нема да го смениме карактерот на НАТО и подобро е да бидеме со најсилните држави од целиот свет, отколку добре, да бидеме како, на страна. еве, ајде да најдеме некој подруг македонски збор. Како да го наречете некој што ви брише име, идентитет, историја, традиција и култура? Ајде, ако геноцидна е преостар збор што го кажувате, ајде да најдеме некој помек збор. Ама тоа не е проблем зборот, ве разбирам, и потребен било каков збор, сепак ама вие тоа е сметате фактичката дека... состојба. Еве сега вие сте во таа таму коалиција,
Па тоа кој да им го прифатеше? Тука нема некоја способност, знаење од Заев, од Чекеринска и Димитров, тоа трио што го водеше целиот процес. Па тоа кој да го викнете од улица и премиер да стане, да им го прифатеше тоа на грците? Ќе го прифате порано, не прифаќа дека овде живеат македонци, тука се кршеше целата работа. Не е така. Не е така. Значи кој да им го прифатеше тоа? Јанко, ова е завршено. Јас да ве прашам вас, вие пред малку рековте дека договорот може да го поништи некоја нова влада. Така. Национално определена. Дали верувате дека ВМРО ДПМН, доколку случајно успее да формира влада последните парламентарни избори, ќе го допре овој договор, ќе го чепне? Не зборуваме за поништување. Вака сега, јас не мислев на ВМРО ДПМН, без разлика добре дојдени се тие пратеници ако се на таа линија, значи јас неслучајно кажав дека овие избори имаат историско значење. Затоа кажав на почетокот не ми е битен. Дали вие може да формирате влада после новите парламентарни избори? Сега ќе кажам, значи не ми е битен датумот од кои причини, бидејќи овие избори имаат историско значење. Или ќе се зацементира бришењето на се што е македонско од страна на оваа марионетска влада, кој што имаме сега и во изминатите 30 години. Оти гледате, нашите влади се најобични марионети. Па тоа секој го знае, го прашате кој. Гледате и албанските партии, и македонските, тоа се најобични марионети. Јас што знам, значи вие сте под малку руско влијание, значи самото име е единствена Македонија. Не, нема руско влијание. Вие се палете на Русија. Не, ќе кажеме за тоа. Вие овие ги обвинувате дека се марионетски влади, овде верувам дека мислите и на ВМРО ДПМН и на СДСМ. 30 години. Ние што се марионетски во однос на Европската унија и на Америка, така. Марионетски влади. А вие би дошли на власт само, вие би биле марионетска во однос на Путин и Русија. Еве сега ќе кажеме за тоа. Значи изборите се значи од историско значење или ќе победат овие или пак ќе победат националните и патриотските сили со кои што ќе го поништат тој договор. И значи ВМРО ДПМН не се такви, ни национални ни. Па дај Боже ако тие нивни пратеници дојдат на ова определба. Зборуваме за партијата. Знаете дека пратениците го слушаат. Па убаво кажа, треба 61 пратеник. Така. Многу е јасно дека многу ретко се случува да се одметне пратеник. Сега, значи со тоа руско влијание, да кажеме, ние кога водевме кампањата Македонија бойкотира таа 7-месечна за референдумот, гледате тука против нас индиректно дојде целиот дипломатски и политички највисок врв од Брисел и од ова. Пред самото гласање на референдумот дојдоа Ангела Меркел, Столтенберг, овој пат Џејмс Матис што беше американскиот секретар за одбрана, уште на аеродромот се симна, Чекеринска го пречека, не отидоа и до министерството, рече дојде сум тука вика да го спречам руското влијание. Значи, ем не рачуна како мали партии, ем дојдоа најсилните странски фактори да се борат против нас. И Заев го вртеше тоа во кампањата, дека има во Македонија странски структури од Русија, примат пари, руско влијание, нема врска. Еве јас кога би бил сега премиер на местото на Заев, ако знам дека некој зема странски пари, ја ќе го опсам утре. Во Македонија по законите странски пари да примат партија е забрането. И се отепа, тоа беше за дневна основа. Какво руско влијание? Се во кафана во куфрче некој да ви ги даде, има начини како. Државата има служби, ако не го открие тоа. Знаеме неколку медиуми во Македонија кои што се финансираат од Будимпешта, парите никој не ги носи вака во куферче на маса, туку се рекламираат за телевизија друго, кои што не постојат во Македонија, не може да се формира телевизија, тоа не е спорно. За телевизиите да, зборам сега за партиите. Значи, по законот партија не може да прима странски пари и се отепаа месец дена во таа кампања за референдумот, странско влијание, руски пари. Не излезе ништо. Значи да беше дневна кампања, ама народот не наседна. Ете гледате, ние со еден брендиран автобус ги победивме на референдумот. А каква кампања се водеше? Господин Мачев, ако може јас само да се вмешам малку во однос на руското влијание, како го објаснувате вашето име на партијата кој е идентично со партијата на Владимир Путин, Единствена Русија, логото, боите кои се преслични, дали е тоа само инспирација од Путин или нешто друго? Има, дали еве да ве прашам директно, сте имале ли некои конекции со руската амбасада во Скопје? Сте били ли таму? Сте разговарали ли со амбасадорот некош? Вака сега, значи ние се ребрендиравме во јануари месец 2018 година. И тие нормални реакции, да кажеме, со поранешниот амбасадор, имавме неколку средби, имавме и во Москва средби наши делегации, така, и сега да го објаснам тоа влијание, значи, ние како партија се залагаме за стратешко партнерство со Русија. Бидејќи Русија нас не го негира нити идентитетот, нити името, нити историјата, нити традицијата. Тоа да го разграничиме. Вие се залагате не за партнерство со НАТО, туку со Русија. Русија и Евразиската унија. Малку се знае за таа унија тука, ама таа дава многу големи можности. Таа дава многу големи можности за народот, ама сега не е време да го појаснуваме тоа. Значи инспирацијата ви од таму. Така, сега што се однесува до ова бои, што велите, тоа нема врска. Значи, Единствена Македонија
повеќе соодветно за нас како Македонија, бидејќи ние имаме уште за обединување. Русија нема за обединување, единствено Русија. Значи тоа е име посоодветно за нас. Добро, но сепак исто името, нели? Па сега ако тргнете вака, зборот социјалдемократски, тргнете по Европа тие леви партии го имате на куп. Значи социјалдемократското тоа се плагијат. Лавот на ВМРО, тргнете по тие десни партии во Европа, го има во еден куп партии по Европа. По таа логика ако одиме и ВМРО да помре се плагијат. Значи тие се имињата, социјалдемократски, десни, леви, единствена Македонија, али ние не спориме дека ние се залагаме значи за сојуз со Русија. И сега да се навратам претходно дека НАТО не бил единствена шанса. Зошто единствена шанса? Зошто мислите дека НАТО може поуспешно да не брани од Русија на пример? Помоќен е НАТО од Русија. Сега се помоќен е, посилен е. Бате, доста ме брани Русија, брнејќи не ја формира бугарската држава, која што на нас цела историја ни прави проблеми. А НАТО не брише сега. Па ние во историјата со Русија немаме баш некој позитивно искуство. Македонија е поделена, зборам онаа територија на Македонија е поделена наместо да се формира македонска држава. Македонија е поделена на 3 дела токму поради тоа руско влијание. Не е така, не е така и во историјата овие наши веше биле револуционерни организации. Никој пат не отишле да бараат помош во Русија. Секој пат уште тогаш пред 100 години погледите им биле свртени одели во Виена, во Берлин, али тоа не е битно. Значи и сега тоа што каже искуство, не мора да ја сватиме меѓународната сцена, таа е многу сурова. Нема тука искуства, пријателства, непријателства. Значи ние мора да гледаме сега дали интересите се поклопуваат, а интересите на Русија на Балканот се поклопуваат со македонските. Значи тоа треба ние да го гледаме далековидо. Бидејќи ова сега што се случува, значи нема потреба. Гледате вие сега убаво кажат, можеби за 15 на години ќе бидеме членка на Европската унија и дали ќе станеме ако не се растори. И сега вие за еден иден факт, за некоја неизвестна околност за 15 години пришете се живо. А зошто заедно им кажа вака? Зошто заедно? Ама зошто заедно им кажа вака? Бенефитите почнаа сега во време на корона кризата. Помош од Европската унија. Значи тоа постепено ќе добиваме одредена помош. Еве во март месец Заев и Димитров излегува 70 милиони евра од Европска унија. Ја им напишав, покажи ја буџетската сметка, бе лажат. Европска унија 20 години лаже, не пуштаат пари, они земаат од тука пари. Ако ги гледаш нив тука, они еве некни во Загреб кој беа 3,3 милиарди. Кој беше самиот после. Абе лажат, нема денар пуштено. Непобитен факт е дека државите кои станаат дел од Европската унија се во многу подобра економска состојба. Па каде отиде Бугарија, каде е Македонија денес? Благодарение. Бугарија е бетер од Македонија. Румунија, Хрватска. Тоа па Бугарија пред колку беше пред 3 месеци се пожалија не можеа пензиите да ги исплатат. А земја членка на Европската унија. Значи парите пред 2 месеци 70 милиони евра каде се? Го повикавме заедно. Македонија покаже буџетската сметка во Европа на Балканскиот полуостров, не се наоѓа во Азија. Географски точно е. Сите земји околу нас се или се стрема да станат членки на Европската унија. Дури и Србија се обидува и е на добар пат да стане членка на Европската унија. Утре ако дојде Путин во Скопје, овие сега што се европејци први ќе трчате да го пречекате со леп и сол. Тие се превртливи сите, какви тие сега што многу паушално тврдење. Па земји по старата генерација од 90, тие беа најголеми комунисти, сега се најголеми европејци. Тие се вртат кај што се работи за нови генерации. Па гледај која генерација не носи во Европска унија. Па тие беа во комунизмот е куп привилегии што ги искористија. Сега се најголеми натовци, најголеми европејци. И утре Путин први ќе го пречека. Се релативно млади луѓе кои што во тој период биле малолетни, па Зоран Заев, Радмила Шекеринска, Никола Димитров, колку години има Оливер Спасов? Па Шекеринска од 90 година во политиката. Шекеринска ветеран 30 години е функционер. Немало тогаш влијание, ворете. Значи работава е што овие луѓе се со изгубено национално чувство. Тоа е проблемот. Значи гледате распродадува се живо. Тоа е трагедијата и зошто го прават тоа? НАТО тука тоа е точно. Тодор Александров какво чувство има македонско? Не набегуваме во историјата. Јас сакам да ви кажам дека историјата не е црна-бела. Вие сега за одредени личности тврдите дека немаат национално чувство. Можеби после 30 години ќе бидат херои во очите на нивните генерации. Тие се наши современици. Тодор Александров бил пред 100 години. Што сакал Тодор Александров да направи? А остави го Тодор Александров. Не, кажи ми што сакал да направи. Тодор Александров е македонец. Дали сакал да обедини цела Македонија? Па сакал се збор. Дали да биде автономна, дали со Бугарија, ама да биде цела. Ванчо Михајлов дали го сакал истото? Ама чекаш дали го сакал? А како денес гледаме ние на Ванчо Михајлов и на Тодор Александров, кој што се бил македонец во моментот кога се вратил од Москва, кога прозборил за самостојна независна Македонија, го убија 1924 година. Па јасно е сега да не навигуваме во историјата. Не, ама знаете дека добар дел го сметат за Македонија. Знаеш дека особено во левицата него не може да го смислат, а овие младите некои воморовчиња кои што сега открија што е тоа воморов и кои што пеат песни за Тодор Александров не знаат дека песната за Тодор испеана 1935-та првата верзија. Таа е трагедијата на македонскиот народ. Сега го имаме исто. Сега меѓусебни своевидни убиства. Јас само сакав да ви посочам дека не се убиства овие што лежат што се фрлени во занданите во шутка. Јанес Сандански, Ѓорче Петров, значи ние ако погледнеме
наметнеме нашата историја, ќосето кој убил. Ама не ја наметнува и сега на друга страна, ќе изгубиме од времето. Вие во овој момент тврдете дека овие се предавници, само него рековте тој збор, рековте луѓе без национално Во вашата коалиција вие сте убийци современи. Може Чека би, се, еве вие сте современи убийци. друго да ви Ама чека се, еве вие сте современи убийци. Може би Ги фрливте во Сантаните во шутка лежат невини таму луѓе. Поеднаквото што му удриле на Заев. може да кажам нешто. сега немој така Јас се- сум прв кој што повика за амнестија пред на вас да ви текне. Па кажемо го на Заев тоа. Местото, А зошто ма се не на висува? Заев, го кажав на целата македонска јавност, прогуглајте. Ама што Стојан вреди мене да ми Чангелов, кажеш вечерва и на новинарот? Достоинство покрена иницијатива, барем медиумска да бидат амнестирани. Се согласувам со вас, не треба дедото што искува Радмила прифатили? Шекеринска да биде Тие во... прифатили Ја кажувам искам? мој став, види Е. ние нашата коалиција демократска, Ама ти си ние за власт, многу значи, работи. ти си ги измешал работа, ти си ние власт. ние сме мал коалиционен партнер. Па излези од таму, ако Пошто не ти нема прифаќа. влијание. Па Ако излези, излезам ако- ќе немам ни такво, вака можам јавно, јас видите дека зборувам ставови кои што се различни од СДСМ, а при тоа не трпам штетни последици. Ние имаме таков договор. Јас сум представник на десна партија, јас сум ВМРО, ама ВМРО права смисла. Кој овие од ДПМ на еден добар дел не ни знаат што значи тоа Да не ВМРО. се таму од ВМРО, нема таму. Значи, поентата ми е дека историјата е шарена, не е црно-бела и она што сега се случува, Остави ја историјата. ја апелирам до вас, не го Остави ја. гледате така ни става призма црно-бела. Може би историјата ќе каже дека Радмила Шекеринска, пошто не ја спомнувате неколку пати, односно триото Зоран е Заев, тоа, Димитров, биле Заев, најголеми Шекеринска. патриоти. Па Па тие направи оние. едно храбро дело и ја втурнаа нашата држава во НАТО. И сам знаеш дека албанските екстремисти немаше да не остават на рад. Прашање е кога ќе удара повторно, ако не влезевме во НАТО. А зошто тоа се случи? Сега да не отвараме темата за војната. Не, ама, Кога еве, има, па тоа беше кажете ми. Па еве ти кажам, тоа не ама изгуби војната македонците дека не беа способни да се справат со тие терористички Тука, напочетокот тоа го со знам, беа околу двајцата 100 апсолутно се луѓе. согласувам. Имавме предавничко Зошто? раководство. Предавничко раководство. Затоа. А кој беше против раководството? Со кој се судри тогаш раководството? И кој го подпише Во раководството? 2001 година раководството политичко со кој се судри? Кој дојде во Белгија? Кој го подпише Кој Ранковниот дојде договор? во Зошто го Белгија? подпише Ранковниот? Ама сега требаше Чекај ние се, да видиме ај- Слободан Милошевиќ. Ајде дојдеме на финалето. Да Кој го влеземе подпише во договорот? конфликт со НАТО. Кој го подпише договорот? Значи, таму кај сила нема правдина. Доста се жалевме, Калимеро политика, ова не е правда. Да, се што се случува на Македонија е една голема неправда. Добро, зошто Лупчо Договорот со Бранко- Грција е една голема неправда, но немаме Чекайте сега, избор. зошто Остави така- сега ќе ги палеме луѓето. Зошто така и ги на гледате крај работите? последиците како Значи ќе бидат. сакате да кажете дека Лупчо и Бранко таму кога склучија договорот, НАТО им наметнал со Ја закони не со ќе да уцени. кажам, они тоа го кажуваат, Да. барем Љупчо. Бранко не знам. Ама јас Каков сак- беше тој? Ама ја го кажам носичот моето на мислење. авион Што бил во Ама ја го Јадранско кажам море, моето тогаш кога мислење. беше Арачиново. Вака се, ја го кажам, Зошто Борис Трајковски даде наредба да се прекине нападот на ама ја го кажам Арачиново? моето мислење. Ако дојдам јас во Ама таква ја исто мислиме, само различни Вака сега, решенија нудиме. Ако дојдам јас во таква ситуација, НАТО да ми прави притисок, ја ќе отрчам, ќе дојдам тука во телевизија, ќе си дадам оставка, ќе се отидам дома, ќе се откажам од политика и нема да ми прави никој притисок. Овие сакаат се ем да водат држава, ама тоа е што повлекување, го ќе се бореш храбро. Значи сега треба да ги Ама како жалиме, ќе бе- биле под притисок на НАТО и затоа подпишале. И што требаше да направи? Ќе се отидат дома, ќе се откажат Што од направи политика. Слободан Милошевиќ кога го притисна еве за косовското прашање? Кој? Слободан Милошевиќ што направи? Што направи? Храбро се спротивстави. Храбро изагина за Србија. Србија. Пола Србија. А сега заги- а сега НАТО во- зликовци, што се случи со Србија? сега во војна се гине. Колкава штета претрпи Србија? Дали требаше ние истото да, значи тој што не учи од историјата ги повторува грешките, па ние не мора од нашата историја да учиме, да украдеме нешто од комшиите. Вака сега. Добро, може ли ја да прашам, господине Бачев, во однос на овие ваши ставови, кога настапувате на избори, ќе имате ли проблем со јавното мислење, бидејќи сите анкети од осамостојувањето до сега покажуваат дека 70 или 80% од македонците, значи македонци како граѓани зборам, сите граѓани на Македонија, се за членство во ЕУ и НАТО. Вие сега одите со еден, доколку ги гледаме анкетите, прилично непопуларен став. Вака сега. И плюс Пред- не збориме пред два дека месеци- сите македонци работат на Да. запад во тие НАТО земји таму се Така, сите. ама пред 2 И во месеци Европска имаше земја. една Има и изненадува. во Русија двајца, знам. Пред 2 месеци имаше една изненадувачка анкета на Меѓународниот центар за меѓународна соработка, тој МЦМС го сметаат за релевантен во Македонија, кај што граѓаните се изјаснија 21% за Евроазијска унија, дека едината на Македонија гледат на прашањето за Европска унија и Евроазијска унија, значи голем процент од 21% се изјаснија за Евроазијската унија. Сега проблемот е наш што ние сме под целосна комплетна медиумска блокада. Значи немаме простор таа идеја да заживее, затоа сега нашата борба е многу тешка. Тоа треба да се работи теренски со луѓето да им се објаснува таа идеја. Ние кога одиме во Македонија, еве оваа платформа што ја има тука, кај се наши стратешки определби, некаде од октомври месец 2019 додека почне ова кризата за 4 месеци ја поделивме низ Македонија во 100.000 примероци и народот ја прифаќа прекрасно идејата.
кои ми објаснуваме. Затоа што овие анкети што ги слушаме дека 80%, 90% биле за Европска унија, за НАТО, тоа е една голема лага. Па еве народот се каже на референдумот од 30 септември. Прашањето беше јасно. Дали сте за НАТО и ЕУ и промена на името? Народот каже не. Јанко, референдумот беше таков каков што беше затоа што ВМРО ДПМН го бойкотираше. Ако ВМРО ДПМН повикаше да излезат нивните членови, не бойкотираше. Они кај го ставаме членство. Гласаше ли Мицкоски? Па не знам, Значи ВМРО ДПМН да не бойкотираше овие за кои што ти тврдеш дека само иницијативно и само свесно не издегли ќе излезе. Не само иницијативно. Иначе од мене имаш голема поддршка, факт е дека немате доволна медиумска промоција. Сум го поминал тој пат, знам колку е тешко и апелирам еве и до оваа телевизија која што е доста отворена за представници на малите партии, но и до другите медиуми да ви дадат шанса коректно да си ја кажете вие вашата визија. Ја немам ништо против вашата програма, визија за Македонија, колку и да имаме различни ставови. Така ние на референдумот ќе го повикавме народот да излезе. Ќе го повикавме на една трибина, беше Заев присутен и он кажа вака. Таму сите бевме, ние веќе се знаеше како Македонија бойкотира дека ќе бойкотираме и вели вака. Повикајте го народот, вика нека излезе, па да видиме, нека се каже против. И ја му вика вака, му врати, добро во ред, ќе го повикаме да народот да гласа, ама вака во тие 20 дена кампања. Ти 10 дена на 10 минути на сител и јас 10. Ти на тебе 24 10 минути и јас 10. Ти 10 минути ваму и јас 10. Значи народот, а ние што имавме за референдумот? Комплетна медиумска блокада само Заев, на билборди по Скопје, по телевизии. Јас за 20 дена бевме предводници, Македонија бойкотира, ние го водевме како единствена Македонија. Значи во тие 20 дена немав ниту една изјава за медиум, а 30 медиуми странски ми дојде. Кој не дојде? Дојче Веле, Спутник, Вашингтон Пост, сите кинеска. Затоа што тоа што вие го направивте беше искрено и пожртвувано. Значи 30 вие зборувавте едно и действувавте така. Тоа што го зборувате вие тоа го правите на терен. За разлика од ВМРО ДПМН едно зборува, друго праве, трето мисле, но оној се голема партија. Па јас и нив ги разбирам, они не можат да го кажат сето она што го мислат. Може би вака како мене мислат и многу други луѓе во оваа коалиција, првите. Да не оставам должен само што кажеш што ќе направите, дали можете 61 пратеник, вака сега. Значи ние знаеме каков противник имаме. Силен противник. ВМРО, СДС и нивните странски ментори од запад. Тоа не е спорно. Значи нашата битка сега е да се влезе во парламентот. Значи да се делува институционално внатре во парламентот. Не е битна сега бројката, дали ќе бидат 10, 20, 5, 2. Значи битно е да се влезе и таму народот, тие пратеници што ќе влезат еден период, дали тој парламент ќе го извади целиот мандат, да видат дека тие луѓе се спремни да работат, да живеат и ако треба да умрат за Македонија. Кога тоа народ ќе го видат, и гледате вие сега, имаше обиди за трети опции, кои како влегува во парламентот се продаваат пратеници. Одма се продаваат за пари или за функции. И како ќе го направиме тоа? И значи тие луѓе кога народот ќе ги види таа наша бројка, без разлика колку ќе биде, кои 4 години гинат за Македонија внатре во парламентот, а внатре веќе имаш можности, имаш говорница, имаш медиуми, имаш прес-центар таму веќе. Кога ќе види народот, ја ти гарантирам дека на следни избори ќе ги победиме. Кога ќе го види тоа народот, и ја ти гарантирам дека на 27 април кога се случи државниот удар, кога го избраа Тала Џефери, ние да имавме внатре 1 и 2 и 3 пратеника, изборот ќе го спречевме. Имавме начин како да го спречиме, кога се собраа таму на купче во ќошот, како да бират председател на местна заедница, пратеници од СДС. Значи ние ќе го спречевме. Имаше начин тоа внатре, ние ќе го спречевме. Значи на терористичка закана. Па на терористички начин стана председател. Па така не се бира председател на местна заедница, се собра на ќошот председател. Кој пратеници како гласа? Се собра во ќошот таму и гласа. Тероризам беше она што го направи председателот на собранието кој што не ја дозволуваше да гласат. Не е точно. Не е точно. Имаме устав, имаме закони, правилник. Не е точно. Така се седницата ја води председателот од претходниот состав. Трајко Велјановски во 18 часот ја заклучи седницата. И така имаат оној договор до 18 сатот да работи парламентот. Ја заклучи. И овие се собра на брзина сценарио некој спремено на ќошото и го избраа Тала Џефери на бандитски, терористички, како сакаш кажи го начин. Да бевме ние внатре, ние да бевме внатре и со 1, и со 2, и со 3, тоа ќе го спречевме. Затоа е сега битката ние како единствена Македонија да влеземе во парламентот. Гледате 30 години, тоа е многу лоша варијанта, албанско-македонска комбинација мора да прави влада. Кога ќе им влезе внатре една патриотска партија меѓу нив, ќе биде многу поинаку. Ако Никола Груевски беше чесен по неуспехот да формира мнозинство со 61 пратеники се повлечеше, сада само веднаш потоа ќе формираше коалиција и Македонија немаше да помине ни тој траур низ кој што помина и сега според мене невини луѓе кои што наседнаа на таа
реторика, Ама кои власта што може беа да ги ослободи, засилени. еве не ги ослободува. Ние во затвор е началникот на специјалните единици Митко. Не Митко Чавков, ово е друг Митко, јас му бев старешина. Тој е едно младо, храбро момче кој што јуначки се бореше во 2001 година. Му бев старешина. Јас гарантирам дека Митко не бил свесен што се случило, нити пари земал. Има златни деца, сега Митко е во затвор. Значи колатералната штета е страшна. Тоа значи ти треба таму, еве нет ни бевте собрани кај Заев горе пак ве викаше по повод изборите. Бе, чукни на масата, кажи му, дај да ги пуштиме луѓето. Пендаровски со еден потпис може да ги пушти. Па чекам да завршат. Гнијат во Значи, еве, шутка. Абе ја не ченто мудри Чекам двеколци на Заев 15 години затвор. Јас Ама срамота лично ќе е. покренам, јас медиумска иницијатива покренав. Ама Затоа остави што ако медиумска. може учките да Не вреди медиумска. ветераните од учека да бидат на слобода, зошто ови луѓе дури и да се криви да не бидат Ама тоа пуштени, е они за што се јавноста. позад. Ама ние не сме, ама ти не си навивач. Ај ќе навиваме, лошо е, ги претвори. Јанко, Чукни ние таму кај што треба. пратени како политичка партија, Ама немаме чукни таму министри. кај што треба, Ама кај што како треба. чукање, ние не сме во ситуација. Ама нек ни ве собраат. Политиката е сурова. Другиот случај е со Спасов Игор, кој што стана колатерална штета на македонската политика. И на двете големи партии излезе како да е најголем злосторник, кој што е еден прекрасен човек, татко на две мали деца, кој што не е криминоген и јунак од Ама војната, еве, 3 кој што години- има спасено 3 години неколку веќе пати. поминаа. Сега човекот направи грешка што побегна, но таква драконска казна затвор за дело за кое што јас мислам дека не е крив, бидејќи мислам дека тој нема извршено убиство, дури да е последицата на станата на негов удар не било со умиса, кој сака да убие млад човек туку така. Игор Спасов еден ден се надевам дека ќе имаме можност кога ќе ја одлежи казната или кога ќе се повтори процесот да ја слушнете неговата верзија, да видите дека него па најмногу го сатанизира, а искрено жалам за неговите две мали деца, но сакам да ти укажам на еден момент. Ова што го зборуваш од оној патриотски аспект, потребно е да има луѓе како тебе. Но кажи ми како ќе влезете во собранието кога вие со за глас за Македонија, како се вика партијата, интегра на Љупчо Ристовски, потоа оваа родина исто и таму има некоја патриотска струја. Зборувам за искрени патриоти, за кои што верувам дека се искрени патриоти. Вие сте меѓу себе поделени. Зошто не се окрупнавте на едно место и да освоите на вистина 5 пратеника во секој избор единица по 1 минус 6? Вие вака поделени, сега вие ќе ги поделете патриотските гласови. Вие не сакајќи правите услуга на двете големи партии, на ВМРО, ДПМН и СДСМ. Сега патриотски определен човек си размислува, а Јанко нема шанси, ово од искуство, пошто поминав низ ова, и ќе рече, ако гласам за Јанко, гласот ќе ми помогне, ќе гласам за ВМРО, знам дека они нема да го поништат договорот, ама се сепак се попатриоти од СДСМ. Фактички, вие направивте стратешка грешка, ова од политички аспект зборува. Не е така. Зошто не се обединивте? Не е така сега, народот веќе јас кажав, овие избори ќе имаат историско значење, ќе мора да ја препознае честната опција. Честни и честити политичари. Не случајно јас пишувам по социјалните мрежи дека овој пат народот мора да бара секој да ја покаже биографијата. Да, но господине Банчев, ова е легитимно прашање. Јас сакам да го поставам. Зошто не успеавте да формирате еден таков опозицијски трет блок, да речем? Па видите сега, имаше некои разговори во оваа насока што велите вие, али во главном тие што ги спомнавте, тие се сега партии формирани наскоро пред колку таму година дена, и они сакаат сами да се излезат на изборите со цел да се го видат легитимитетот пред македонските избирачи. Тоа се нивни интерни одлуки со кои што ние не можеме да кажеме да им се мешаме, али останува таа определба, ако се навистина спремни за тие определби за кои што јас зборувам сега во емисијата, не е спорно, коалиција може да се има во секој време, може и постизборна, не мора да биде предизборна. Дури предизборните коалиции јас немам некој така добро мислење за нив, дури не имавме и официјална иницијатива во собранието да се забранат тие предизборни коалиции, а отпосле народот, како се каже, ако се совпаѓаат тие некои нивни гледања, да прават коалиции. Факт е дека не дојде до некој поголем, така да кажем, тоа обединување од овие партии што ги спомнувате. Може би е подобро сега па пред народот секој да се ја види тежината од овие партии сега што ги спомнавте. Така да битно е сега што има партии кои што се заопределби да се поништат сите овие антимакедонски договори и сега останува на нас пред народот како ние сето тоа ќе го кажеме. Нема да ми замериш ако кажам дека после изборите некои од овие субјекти нема да постојат, некои кој од тебе ќе останете да се препелкате на суво затоа што не можете, вие нудите квалитет, не го спорам ово што вие го нудите, но граѓаните тоа не го препознават или не сакат да гласат. Македонскиот народ е многу чуден народ. Знаете дека луѓето гласат пред се од практични причини и едни припаѓат во ВМРО, други во СДСМ. Ние малите партии на вистина имаме проблем.
Јас верувам да е Македонија една изборна единица, убеден сум дека еден пратеник ќе фатете. Верувам во тоа. Но во ваков изборен модел со 6 изборни единици е тешко. Јас ви посакувам. Мене искрено ќе ми биде драго во македонското собрание да влезе од било која мала партија македонска, да влезе некој пратеник. Малку да го направиме шарено собранието. Стојане, значи вака се е тоа во ред што го спомнуваш, ама сега веќе овие ги спомнав, овие се партии пред година дена. Мојата битка со ова зло, наречено ДПМН и СДСМ, трае од 2002 година веќе, кога го формиравме Народно движење за Македонија. Значи тоа се 18 години. Значи, јас веќе немам намера веќе после 18 години веќе на оваа возраст да одам таму да отстапам од моите определби. Моите определби се тие. Инаку така е. И мене ме викаа за коалиции и со СДСМ и со ВМРО ДПМН. И ќе земав едно место таму, за мене лично ќе ме задоволи, сатисфакција ако прифатим. Ама не е таа целта моја, не е битката моја за тоа. Значи јас веќе фактички добар дел од мојот живот го поминав во борбата за националните и државните интереси и тако сакам да се останам. И ако не успеам, здравје. Што велите вие? Како ќе беше поуспешен вака еднаш појувајќи се во годината на телевизија или внатре во собранието? Па тоа е тешко. Ќе имаш собранискиот микрофон. Па јас кажав да се кажи па јас кажав сега е битката да се влезе внатре. Да бидеше во коалиција со ВМРО ДПМН, доколку навистина ти понудиле таква можност, сигурно ќе си станал пратеник и од внатре ќе се задржи твојата автоптона. Ама не можев јас да делувам со нив. Јас не сум сега пример јас бев и внатре со нив, ако не се слагам јас не можам како. Сам не можеш тоа да го промениш. Кога ќе се соочиш со реалноста, јас сум помал од тебе и порано се соочив со реалноста. Да, со многу работи не се согласувам, но па јас СДС ми дозволија да си го кажувам оно што мора да имаме некоја честност минимум во политиката. Мора да има некој минимум честност. Сега ќе ги излажеме, ќе не стават на листа и во парламентот ќе влеземе внатре. Јас ќе ви кажам седи на други. Јас таму прво ќе ги направам ќе дам оставка. Имам договор. Јас за одредени прашања имам различни ставови. Ние сме мал политички субјект, со моите појавувања не правам штета, но јас ја задржувам мојата автохтона политика кај нас, освен кај делот на државното име, каде што ние го сменивме ставот, сите останати наши ставови се идентични. Ние кај името моравме да попуштиме затоа што два пати излеговме на избори и нудевме преки на преговорите со Грција. Тоа е најлошата варијанта. Граѓаните не гласаа за нас. Името е најлоша варијанта. Тоа е најлошата варијанта. Еве дури Заев, зошто не им каже во Европска унија во ред, се бришеме утре приметене во Европската унија. Ги истроши сите аргументи, сите адути веќе, со што ќе преговара сега? Еве Бугарија, гледате што не виси над глава. Што не виси? Ако се тие толку искрени, што не им каже Заев, добро ќе ви сменам се, од утре Македонија да биде членка. И тие можат преку ден да се соберат во Брисел и да ја примат Македонија. Преку како што пример Романија и Бугарија. Дали ние со бугарите сме еден народ? Како? Сме еден народ ние со. Сме еден народ, сме македонци. Тоа треба да им се каже. Па ние сме македонци. Ама зошто се плаши ова власт? Чекајте се. Македонци останале во Бугарија, кои што се бугарчи. Народот, ова власт имало во Софија. Се палат на тезата од Бугарија, па точно треба да се им каже дека во Бугарија најголем дел населението е македонци, ние сме еден народ и еден дел и они си го имаат други дел татарско-монголското потекло Бугарите. А нашите кога им се каже таа теза еден народ вика не прави Бугарија, не, обратно е. Ние сме македонци. Гледате нас сашто като исто. Ама гледате кој не го прави проблемот. Бојко Борисов е горд на своето татарско потекло. Него проблем не го прават домашните македонски јаничари како Каракачанов, Ковачев. Тие се чекај се само. Тие се одродени македонци кои не издржале во историјата. Тоа се јаничари. Они му го прават проблемот на Бојко Борисов. Бојко Борисов му е гале за Гоце Делчев. Он си е татар. Он е горд на своето потекло татарско. Значи ние од нашите имаме проблем. Ето што почина Димитров, како беше Божидар Димитров, Каракачанов. Тие се македонци што не издржале во историјата. Јаничари, одродени македонци. Од нив нашиот проблем е од нив, не од бугарите. Со нив ќе се расправаме. Ние само јас апелирам до една работа, кога ние зборуваме на овие теми кои што се емотивни и чувствителни, ние не треба да правиме отпор кон бугарскиот народ. Ова не е став на целиот бугарски народ, ова е став на обично на дел од раководството, на дел од нивната научна јавност. Обичните бугари не верувам дека го делат тој став и не верувам дека многу ги интересира што сме ние. Но ако отидеме сега уште малку да ги отворат границите јас и ти во Благоевград, ќе пееме македонски песни на македонска музика и ќе зборуваме македонски. Ама владата се откаже од нив. Еве, во договор со Бугарија. Тоа е стратешки потек. Стратешки потек да ги избришеме македонците. Стратешки потек. 100 години напред, само ова не сакав да го кажам јавно. Така е, стратешки 100 години напред размислува. Ајде да ве прашам нешто, ако сега дојде друга влада, некоја екстремна, вие формирате влада и го поништите договорот со Грција. Така. Дали Македонија ќе биде сврлена од НАТО? Ќе биде.
Немаше да изфрлу. Не, вака се, чекај. Нема да биде. Не, чекај. Не, Македонија останува во НАТО. Чекајте се. Ова, Чекајте се. Поставуваш прашање на професорот Игор Јанев. Поставуваш прашање Македонија ќе остане во НАТО. Ама не заслушуваш, немаше да не бъркат, сами ќе се излеземе од НАТО. Зошто? Ако влада формира. Тоа вие ако добро се извинам, сега кажа, ако 61 имате, што ќе направиш? Еве што ќе направиме. Унишиме договорот, Македонија ќе излезе од НАТО. Ќе го препорвам прашањето, ако ВМРО ДПМН настапи тврдо и го поништи договорот. И што е разликата сега меѓу пример моето предел и полицијата? Па сакам да кажам дека договорите се миливи работи, се склучуваат и се поништуваат. Што е разликата? Разликата е што вие таму во коалицијата што се 20 партии, за вас светот завршува до Брисел и Вашингтон, а за мене светот е поширок. Точно, јас сум бил на исток, во Ирак сум бил. Па еве ти од Русија се палиш, лошо гледаш, за Иран гледаш лошо. Не, ја немам ништо против Русија, Русија ние не сме сфера на интерес толку на Русија. Значи светот е поширок. Ние Македонија ќе Русија има нивни проблеми. Значи ние Македонија ќе ја предвижиме во сојузи и во партнерство со држави кои што не признаваат како македонци. Зошто Србија запнува да влезе во Европската унија? Зошто она не оде во Евроазиската унија? Кој? Србија. Па Србија има исто една марионета Вучич. Европска марионета има исто Вучич. Еве Србија нели тие традиционално се поблиски до Русија отколку ние. Вучич беше кај така. Беше и седи на две столици. Води некоја двојна политика таму. Вучич е близок со Путин, го примил. Добро, ако може да прашам во однос на Бугарија, бидејќи ова што излезе со Бугарија излезе сега непосредно пред евентуалните избори кај нас, колку мислите дека овие реафирмирани бугарски ставови може да влијаат врз рейтингот на владеачката коалиција, бидејќи очигледно е дека владеачката коалиција сака сега избори, предпоставам поради добрите анкети, но колку евентуална блокада или проблеми од Бугарија може да влијаат врз тоа? Може да влијаат, но се постава прашање зошто се актуализира одеднаш, тие беа под тепих. Никој не ги едноставно гледаше и во одреден момент кога на ВМРО ДПМН најмногу му одговараше, ти излегува на површината. Јас ќе го повторам мојот став кој што го кажав пред малку, Бугарија не очекувам да стави вето на Македонија. Мислам дека ќе има големо тегавење, таа комисија ќе има многу тешка задача, хартија трпи се, но јас овде имам малку поразличен став од големиот коалиционен партнер. Ние сме македонци кои што зборуваат на македонски јазик и јас, вие знаете, сум ви бил гостин и пред 4-5 години, јас сум потомок од античките македонци. Низ моите гени, ако се направи анализа, има повеќе гени од античките македонци отколку во грците, но тоа било многу одамна. Сега сме 21 век и јас веќе ми е дури непријатно да зборувам нови теми. Значи јас сум малку различен, јас размислувам поинаку и за Тодор Александров, па и за Ванчо Михајлов кој што сака да направи автономна Македонија, голема Македонија. После кога остарел, кога сите го напаѓале, малку забегал, но Тодор Александров во кој што ВМРО сега се крстат и младите пеат песни за него, инаку песната за Тодор Александров нека отворот на мојот YouTube канал е од 1935 година. Некој мисля дека е од сега, од оваа година, од лани, од како испеа Next Time. Значи Тодор Александров викал тој кој што ќе каже дека не сум македонец, ќе му го пресечам јазикот. Ама тој што ќе каже дека не сум бугарин, што ќе му направи? Ќе му пресечам главата. Значи тоа е оној колорит. Ние не треба црно-бело да гледаме. Ја, впрочем, немам доволно знаење и јас ова само изнесувам контраверзии, факти, не судам. Сметам дека нашата историја многу е комплицирана. Во одреден момент одредени историски личности морале да одиграат така како што сметале дека е најдобро. Се согласувате со формулацијата заедничка историја? Дека Македонија и Бугарија има заедничка историја? Па нашата историја на многу места се преплетува, тоа е факт. Но ние со Јанко имаме поинаква теза дека нашите војводи, впрочем, и најголемиот дел од војводите, ајде да не кажеме сите, ама најголемиот дел од војводите биле македонци и кои што потекнувале од македонските краишта, или од Егејска Македонија, или од Пиринска Македонија, или од Вардарска Македонија. Ние ја не знам или можеби не сме учеле за чистокрвни бугарски војводи кои што се малку позападно, од се извинам поисточно од границата. Колку одете повеќе на исток кон морето, помалку војводи има. А и Бугарија била 400-500 години по турско, така. Ние овие зборови така импресионира, така, мислиме дека ќе импресионираме Европа со 21 век, европејци. Тие зборови ги слушаме само тука кај нас. Па 21 век зошто не е за Бугарија, за Грција, за Албанија, за Србија, за Холандија, за Белгија? Сите се горди на своите национални. Само во Македонија 20 не може Бугарија во 2020 година да му го скратува правото да се нарекува Македонија. Сите се горди на своите национални држави, на својот идентитет, на својата историја, на својата култура, само ние да бидеме 21 век безимени. Ние сме горди, Јанко, нам никој не ни прави. Ама ние сме избришани.
Не сме избришени. Ти Како што? не сме- Како не сме избришени? Јас сум горд македонец За и подома, тоа ќе остана. за подома. Зошто за За подома? подома си Секаде го- каде и додам. за подома си Мојот македонец. син е македонец, моите потомци ќе бидат македонци. Тоа сега може Но, може това е се може век, ја, може се која на малку виечки. долабаваме, Како глобализација, 21 век? 21 Гледате како век. како Значи, 21 гледате кое лудило го има зафатено светот. Како 21 век? Значи, Гледате кое јас лудило сум владее. модерен човек и сметам дека треба целосно да се растеретеме од етничкото. Ние сме луѓе низ чии што вени тече црвена крв. Ако во една соба затворете македонци, срби, босанци, црногорци, словенци и влезете, познаете бугари, влезете, познаете кој е. Ама Прво се разбираме сите, од добре. овде до Словенија, срби и бугари се разбират. Па така и јазикот, црногорскиот, хрватскиот и српскиот, колку Тоа е се се убаво, различни. народите меѓу себе да соработуваат, да живеат, ама тоа го има во читанките. Некогаш Ама многу реалноста е многу сурова. Некогаш многу одамна, сите овие народи биле многу поблиски. Потоа се распрснале, иако јас лично сум поборник на теоријата од југ према север, а не од зад Карпатите, дека ние сме дошли овде, но тоа во некоја друга емисија. И сега зошто дека овие од НАТО тоа мора да им се признае. Гледате, не ги чепкаат за криминал, за плячка, за грабеж. Гледате, владата секој ден министри имаше, секој ден ги фаќа со тендери, НАТО нема ни збор. Устите им се полни со демократија, со човекот за Македонија. Го фаќале секој ден со тендери со мито, сега малку претеруваш. Па Кочан Гушев секој ден го фаќа со тендер кога беше министер. Заев на средбата со Кочан Гушев немал право да учествува на тендери. Заев еве на таа само вистина што си бил пред година дена на дуелот Заев и Мицкоски кој беа. Слушна ли Заев колку правил профит во Македонија? Рече фирмите на Заев плаќаат 10 милиони евра данок. Ако плаќате вие 10 милиони евра данок, значи Заев има чисто добивка од 100 милиони евра годишно. Ако ето имам таа способност, зошто не го направи целиот македонски народ среќен? Сега ги подкупува таму ромското мало во Струмица. Може да каже дека тоа е платени како заработил толку пари легално. Платеник е на НАТО, НАТО не го чепка, го пушта да се збогати, ама ќе слуша, ќе брише се што е македонско. Таа е прекрасна тактика. Еве виделе некои таму и сега ги подкупуваат луѓето. Јас категорично тврдам дека кај луѓе како што е Заев, Од друга страна да не оставили остане Груевски без разлика на се парите не биле прв мотив. Тие веруваат во нешто, се обидуваат тоа да го направат. Груевски беше бетер. Беше бетер, еве Заев сам кажа пред да стане премиер. Вика сега, имаме податоци, полни се како брод. Мијалков, Груевски, фамилијата украдоа 5 милиарди евра. Ќе поставиме бројчник, секи им земеме. Што им зема? Тешко иде. Чека, што им зема? Иземено еден дел. Што им зема? Сега не би Што зема? набројувал. Абе трокира тоа во центарот на палата, трокира тоа бројчаникот, не врти. Како беше собственикот на ТВ Нова, вратио таму некои пари. Каде вратија? Рече вака 5 милиарди евра. И точно е. За економија сум слабо подкова, не би зборувал, но вратени се пари. Колку пари се вратени? Колку пари се вратени? Колку пари се вратени? Колку? Не знам поима. Што им зема? На кој? Знам дека се вратени Што- одредена сума на Што им пари. зема на тие транзитски бандити што плячка Македонија? На кој е земено? Па затоа граѓаните треба сите да Ама гласат еве за тебе, тие- да ги спозатвори сите, ама зашто нема да ги се затворим, случи? ќе направиме ревизија, ќе им го земеме најнормално, како во сите држави. Ќе им се направи ревизија, оти види вака во тој период. Треба само малку да победете единствено. За време на приватизацијата знаеме сите, тогаш ни се украдува околу 5 милиарди. За време на постприватизацијата на ВМРО ја украдува другата половина, 5 милиарди исто. И еве ги, не се чепкаат меѓу себе. Ништо не зема. Кога овде не се согласувам дека не се чепка, види каква валка на кампања се воде, обиди, кривични твојата пријави, коалиција се утепа обвиненија. секој ден за Мицковски Таа хидроцентрали не е имал коалицијата на која што јас Вака сега, припаѓам. секој ден се утепа како може од професорска плата 10 милиони евра имал капитал. Ништо не како го може? гонат. Како може? Ами сега ти тука ќе си даваш навивачки изјави, ќе се бориме, затворете го. Земете му го. Затоа велам сега во Нема Македонија многу, мора јас да сум излезат малку сега. политички субјект. Затоа сега во Македонија мора да Види. излезат честни и честити политичари без ниту една дамка Нека во својот живот. завршат изборите. Дослушаме само. Значи без ниту една дамка, без ниту една криминална афера. Такви требаат на Македонија сега. Зборувам со председателот Зоран Заев, придружи се на нашата коалиција и почни од внатре да помагаш, вака од надвор ништо не Доаѓам правиш. уште утре со вас ако ги префатите овие. Не Еве, ги знам, напишени не сум се. ја видел, Еве ти сега ми ќе ти ги дадеш дадам. после да ја Уште проучам. утре доаѓам. Кажи му на Заев, поздрави го, Види, ако го прифати ова, Јас предавството да верувам го тргнеме готово. Верувам дека мудриот македонски народ ќе го препознае ова, ќе освоите 10 на 15 пратеника и И на следни избори и на следни избори ќе ги победиме. За жал, Добро, еве на пример со овие фер пораки, помирувачки на крај, кај што си посакавте добро едни на други, да ја завршиме и емисијата, бидејќи ни истече времето. Господине Бачев, господин Ангелов, ви благодарам на двајцата. сосем на крај, во овој контекст, сметам дека треба да се воведе ден на македонско помирување. Нека завршат овие избори, без разлика кој ќе победи, ќе формира влада, да си подадеме рака ние македонците. Доста гледавме црно-бело. Бидејќи јас работам на помирување со албанците,
а со македонците некако потфрламе сите. Многу ние припаѓаме на две различни страни, види како културна дебата водиме. Треба да бидеме пример на останатите. Ви благодарам. Добро, благодарам за учеството. Почитувани, ние продолжуваме секако со отвореното студио, како што веќе најавивме, со представниците на Комората на угостители и сметководители. Останете со нас, веднаш после рекламите се враќаме во студиото.